Какво кратко памтење имаме двајцата? Да, риба. Без многу најави, Без вино. без вино да си кажеме, работиме, гужва е, за тоа еве не сме, тоа го тргаме на страна. Да не биде да се повторуваме секоја епизода, Секој зашо пат. не нема, знаат драите гледачи. Не, добро, шала на страна, ова ја го замислувам, што го почнавме како пилот оваа сезона, да видиме дали ќе иде, дали ќе ни биде интересно, дали ќе се најдеме. Мене ми е супер секогаш кога снимам подкаст. Такоđe. Само беше работата да се најде доволно време и ние мислиме, ја дали си правам бајрам на паметот ќе видиме, ама мислиме дека за наредна сезона имаме некаков си сетап, Подготвен терен, да речеме. како што викаат. Да, не, него за да имаме време за да снимаме подкасти. Работите ги редиме така да наредната сезона биде малце полабава, ама ќе Спремајте се, видиме. држте се, значи Ќе од видиме. наредната сезона. Да. Абе сега сакаат да гледат гледачите се. Им ветуваме гости она, им преме, а не исполняваме. Не викам не. Ќе биде, ќе Не биде. дека не Ќе биде преземам. и летово ќе работиме Е, вака нешто. као на и- баскет, Моја. Моја е ова. И летово нешто ќе работиме, ќе биде интересно, Сега може барем на имаат терен да се кошарка. излезе. Па може, сега барем има кошарка да си гледаат. Лето Да. нема ништо. Тука ќе ускочиме Да, ние. Како да, Last Dance, кога нема ништо, ускакаме за сите прегледи ја ги собереме. Како ускочи Last Dance кога ништо Па, не брат. беше. И после почна сите да прават. Да. Филмови, ајде. Па За сите еден, за почна друг, и за подкасти еве и ние почнаме. Не, добро. Кажи ми ај прва тема на денот, ја би сакал да те запрашам Мгм. и тука прашок ти фрлам. Како се осеќаш ти по тоа што целата твоја репутација сега зависи од една утакмица, ако Виси на тепаат конец. Минесота, ти си гениалец, ако изгубат немаш појма ништо за кошарка. Дали е убаво да се биде во таа На положба? конец виси мојата кошаркарска репутација и моето знаење вака као подкастер. Ме утепаа таму коментари, ме напнаа некои маријачи дека кај си ти се хейтер еден, вака така и да не Ова е употребувам шестоделенското вулгарни зборови да не употребувам. Ние тука 13 епизоди што викаш го наместивме теренот, излагаме со факти. Се имаш со... ти 15 минутно излагање, анализираш, мислам дека ова од оваа страна, мислам дека од другава екипа ова, правиш, Тоа за правиш, таа правиш. утакмица и претходно сме збореле за екипата, Пример, да. значи не се они МЗ-та Скопје, па ја да им дам Да. шанси И на крај мора да даеш свое мислење. Да, Јас да. мислам дека ќе биде Минесота Таа у 6. екипа, Да. И 3-2 Денвер, каде бе Минесота, а сега бе друже, каде бе Денвер, да 3-3. апелирам до гледачите, Ајде, значи 45 разлик. малце полавао. Полавао, еве и до тебе да апелирам, не се впуштај во такви преписки. Конверзации. Па нема се, тоа е. Ја кога елаборирам 20 минути и на Инстаграм само за 5 секунди Минесота у 6, која ќе ме суди некој за тоа дека сум го А кажал. он е бивши судија, како сега него да го не судат, може разбираш? мене никој да ме суди. Само Бог може да... Добро, знаеш што не ми е јасно? Допи се. Брат, како може бе да има толкави, како да кажам, толкави промени од утакмица на утакмица? Појма немам и сега ќе ти кажам дека и у седмава нема да ме изненади и Денвер да тепа 30, нема да ме изненади и Минесота па да тепа 30 и нема да ме изненади тесна да биде цела и да се одлучува у крајни секвенци. Буквално не знам што да очекувам. Добро, ајде малце поаналитички тоа За што го седмава, видов. за оваа, Да. на почеток им рипна. Ама за не само Game што им 6. рипна, бе брат. Сега пак беше стаен кат на Јокич. Ама така беше и у тие три Не кои беше, ги брат, изгубија. го утепа Гобер. Барем две утакмици, задните две, Гобер играат сингл каверидж на него. Не беше сингл каверидж, доаѓаше он до Последнава, него. мислам таа за 3-2, 100% ти кажам. И луѓе искачаат на подкасти, на емисии, баш ако ти текну, ако ги гледаше Inside the NBA, вика како може, Баркли вика, како може ово има 30 кусур поена и има вика 15 асистенции или колку имаше таму. Да, е 40-13. И сега Дремон Грин вика, па ете може да има толку, нели Гобер го чува и овој си го дроби. И Баркли вика, добро да го чува он сингл каверидж и го пуни
Јокич, а вика и асистенциите кога стига да ги направи. Ти Да. текнува. Кога другите играчи сите си се на човек. Абе, тешко е да победиш ти 4 утакмици поред некоја екипа веќе волку длабоко у плейофов. Значи не се ова бош екипи. Се работи, цел тим е позади, гледаат кај се сгрешило во претходните, нешто ќе се аджастмент Ама ќе се оваа, направи. брат, оваа утакмица А- изгледаше иста како првите две. Така де. Значи, сега имаш две такви, Ама и па три Денвер, скроз пример, различни, И Денвер, па уште пример, една не таква. го играше истото што го играше на претходните. Например, Гордон го гледавме, ја пренесуваше топката, пак на Мареј на почеток му наваса у оваа утакмица, пак го стегна него Макдениелс и Едвардс и Ама се ослободува од неа, Мареј ја фрла директно на друг ја човек. фрлаше во претходниве 2-3. Вчера не. Ама вчера, знаеш што, не беше ни толку не можевме да заклучиме вчера дали нешто е поразлично, затоа што стварно у прва четвртина ја реши утакмицата. Да, И веќе од втора четвртина не беше со една серија. се идеше на сила и не може никако да се вратат. Мада и Денвер, пример, у прва четвртина игра Минесота добра одбрана, ама и Денвер доста шутеви отворени промашија у прва четвртина. И сега не можеш да анализираш втора, трета, четврта четвртина, затоа што утакмица да овие у прва четвртина ја добија. Точно. Салава збесна сите и у таква атмосфера немаше враќање онак. Ти правиш нешто од тоа, можеш да заклучиш нешто, слушам зборат, демек Јокич стоел на крај со рацете вака ги гледал дуровие славеле, не знам што. Абе, па шо да прави, као секако ќе офатиш ти у таква некоја позиција и улога, сега да, Јокич ја спрема од Маздата. Да, тоа е Ќе муабетот. видиме, да. Муабетот е дека е Ќе спрема од видиме, Маздата. ќе видиме. Као Фичо што ми пише после сека утакмица. 2-1. 2-2. 3-2, Денвер. Сега му немам вратено 3-3. Па кој знае колку луѓе ти пишале сега, ти Да. на цел Балкан Да, ти се тивки најде сте. само Минесота Тивки сте да... сега после 3-3, тивки сте, нешто ве нема у инбокс. Не дека гледа, не се разбереме, не дека јас сум за Минесота, ја поише сакам Јокич да победи, obviously, што викаат, али така го начнав муабетот дека ми ги избација Лейкерс и сега ајде демек сакам да изгубат, ама нема везе, секако идеме кон балканското финале на запад, нели рековме. Тоа ќе биде за нас джекпот. Јокич против Дончич. Бекпедалинг почи. Да, на нас највеќе ни одговара Јокич и Дончич да играат. А иначе го правевме јас и ти муабетов, ние мислиме дека ако се паднат тие две екипи дека ќе биде 4-1. Да, Денвер. Денвер дека И ќе пет. помине 4-1 И се слагаме. според мене мислам дека ова е финалето на запад пред финалето на запад, што се вика. Овие да, две екипи овие две некако екипи ми се да речем. најако се покажа овој плейоф. Може би ќе беше ситуацијата подруга, да речеме ако во Далас Ирвинг газеше серијата на начин на кој што Дончич кога тепаат гази. Да, ама Ирвинг го гледаме само една, дали две имаше поентерски преку 20, Тоа ти кажам. као да не му одговараат мечапите оваа Да. на оваа серија со Оклахома. Значи има утакмица со 9 поена, 2 со 9. 2 со 9 и една со 12 поена. Да. Кајри Ирвинг. И не само тоа, него не ни шутира. Као Точно, нема он не зима шутеви. не дека он е неефикасен, шутнал 20 пати. Не, он по 9-10 шута само на утакмица. Да. Пиџе Вашингтон шутира повеќе од него. Да. Мене искрено прва ствар што не ми се свиѓа кај Далас, тоа што го приметуваме дека многу се менјаат. Мој ред па твој ред, знаеш, ја зима овој со топката игра денса, другиот седи на страна, не ни очекува дека ќе ја добие и не е дека се љути или нешто, едноставно така се поставени работите. Кидам, ја ќе го експлоатирам мојот мечап, па се ајде на тебе ти е редот, експлоатирај ти малце мечап. Некако Абе, у оваа серија Пиџе Вашингтон има 20 поена у просек. у реду, против Оклахома. ама тоа е друго. Кајри не ги зима редовите као што ги зимаше на претходнава, на пример на првава со кој игра прва рунда. Какво кратко памтење имаме двајцата. Да, риба. Добро бе, Клиперс да тие. Клиперс. Кајри имаше исто, Кајри пример со Клиперс серијата имаше големи партии. И
таму поише зимаа редови. Сега ја ќе изиграм, па ти ќе изиграш, Да. таму се гледаше Кајри второ, имаше неколку тейковер утакмици. А сега пошто не му и одговараат изгледаме чапиве, поише ми е фокусиран на одбрана некако Кајри и таа за 2-1 која поведоа у Далас, он ја потпали серијата со одбрана, неколку украдени, многу добри асистенции, додека скоринг wise го немаш. Од друга страна, тоа сакам да кажам А нешто. Лука е топло-ладно цела серија. Една утакмица ќе изигра, втора наредната паѓа. Ама видовме се мачи он со повреди. И он се мачи. Не знам, некако плейофот така испадна многу повреди да има, ама добро, назад на ова ми се свиѓа тоа што мислам дека овој плейоф, брат, животна форма се кога станува збор за одбрана. И Кајри и Лука, ние ги критикувавме, Да. кај му е што овие играчи на Да. на периметар, ама што е до тоа мора да си кажам дека супер барам ефорт даваат 100%. Клучни некои ти потези, текнува. да. Лука се фрла по секоја топка. И се познава. Се познава, крвав сиде од секоја утакмица. На прес го прашуваат што те боли нешто, све ме боли. Вика. Да. Таму излага сега у Game 6 со цела листа на повреди. Добро, Game 5. тоа на страна, ама секоја чест за Оклахома. Јас Да, апсолутно. вакво нешто од руки, од J-Dub, кој што нели не е ни докажан ни ништо, зимање големи шутеви, клач, И на секоја и утакмица напад и одбрана. прават серија у клач Ого, и се враќаат. да. Секоја чест за Оклахома. И Холмгрен игра зрело. Да. Шеј нема паднато, нема да речеш попушти сега Ич. кога требаше, нели, за Тейтум збориме, Тейтум за можеме Браун да го кажеме, збориме, за Браун можеме да нема го кажеме. врска, нема шанси за Да, овој. овој си е 30 фиксно. Да. Свака час. И ете си има go, мислам не go to move, него go to концепт му е тоа, знае како да стигне до линија на слободни. Сега тука има полемики дали и судијеве треба малце, дали многу му дуваат или не е битно. Он си го користи тоа што може да го користи, така. И Харден Како го секој, користеше и Лука Па истото. гледам сега го споредуваат со Харден нешто. Така, па тоа е. Си ги го експлоатира системот. Да. И тоа е дел од баскетбол IQ, она, Го од интелигенција. слушав он како кажуваше тој потегот со рамото од кај му е, као помал вика, дали у средно или уште не бил толку израснат као сега и морав некако да дојам до чист простор за шут вика и тогаш го почнав да го применувам вика тоа со рамото. Ке надрибла, ке се одбие со рамо, степ бек, шут, мидрейндж. Да. И сега тоа му е go to потегот, онак, на лева или на десна страна, све со рамото, ќе застане и други одма ги чисти на метра од него. И овие ролплеери на секој утакмица гледаш некој друг дека им дава плюс, Да, мада одбрана играат сите. сите гризат. Едино би рекол, како го викавме овој, Гиди е малце климав. Гиди нешто не игра на задните па две не утакмици. игра, брат. Не игра. ама- Он го избација и од прва постава. Да. Не ми е јасен И на тој е мене. неортодоксен Тој играч. играч не ми е најјасен, да. Убав е пасер, едно друго знае, Ме ама праша еден наш голем фан од времето што прати баскет и вика дали има сличен играч на Джейсон Кит на денешницава. И ја му го предложив Джош Гиди да го гледа. па да. Не иде на кош, нема некој скоринг, Види потези. само Джейсон тоа му е Кит, пас фрст му е. пас врста, ама многу по-атрактивен и многу појако темпо играше Кит своевремено. Брзо темпо. Добро, секако Он да. сам по себе, знаеш, не е Ајверсон брз, ама темпото што го наметнува со неговата игра беше многу брзо темпо и транзиции со Добро, со Нью наликува, Џерси. наликува Гиди само со секако неколку класи послапе и ради фризурата највише. Добро, за остатокот од серијата кога сме таму Па имаш дала сега дома играат и ова им е клучна ако не ја земат. Бога ми ако не ја На земат 3-2 мора да ја каква земат шанса, ова. да. Мора да ја земат и ја мислам дека ќе стиснат зуби и ќе изиграат јако. Лука 2 да врза јаки поред, пошто нема врзано 2 јаки поред. Мислам дека ќе си ја земат оваа дома. И од Сега е Кајри шанса. очекувам степ ап да направи. Да. Сега е шансата. Добро, они клучно изигра
на прошлата. Да, у гости ја земја. Таа беше Сите вака се част за клучни, тоа. брат. Не, Јас си добро. викам, еве сега дома тепаш, имаш фора малце да изгубиш, ваму немаш бе фора, да изгубиш. Како имаш фора, секоја утакмица е битна. Да. И тоа се надам дека Јокич и Дончич можеме да имаме финале. Јокич игра у недела у 10 сат по наше време, таа сите ќе ја гледаме и ќе видиме дали ќе добиеме балканско финале Во на зависност Запад. од тоа дали Никс вечер ќе ја затворат серијата или не, ќе има една или две Game 7 во недела. Добро, ајде за Кои ни оваа. се next? Нью Йорк, Па еве Индијана? ги допревме Нью Йорк. Да. Не знам, греот. Ја ти реков Индијана оваа у серија- 6 у 7, и сега не може више у 6, ќе биде у 7 ако биде. Исто и они топло-ладно играат. У Индијана 40 добија Индијана, у Нью Йорк доби 30 и кусур. Да. И сега пак назад у Индијана. Нью Йорк се со 7 играчи, онака, дури овој Буркс влезе у ротација и Ачуа без патики игра. Они ти се Не, се довлечкуваат да се заврши сезоната по секоја цена. скрпен состав. Скрпен состав, човече. Ама, добро, имаше, не знам кој кажуваше, вика, исто како што стар плеерот треба да им верува на ролплеерите, вика, исто и тренерот треба да им верува на тие на клупа што ги има. Демек да не играл само со 7 играчи. Па да, ама еве сега со Буркс и Ачува нема други плюс на клупа, ја мислам дека онака. Освен некои рукиња што никој Апла се не ги знае. непознати другите, тоа е работата, да. Не бе, стварно многу им се повредија, драги гледачи. Значи, го имаме Рендал уште од стартоте. Почна плейофот, падна Мичел Робинсон, падна Бојан Богдановиќ, падна Оуџи Ануноби. Четворица клучни. Четворица клучни играчи. 4 од 6 ја би рекол. Да. Од први 6 овие ти се или од први 7 играчи, четворица немаш. Па ти текнува со Филаделфија дека и Брансон беше повреден. Да. И Најмалце среќа имаат Нью Йорк овој плейоф од тој поглед. сите се повредени, сите екипи веќе гледаш за кои да зборнеме. утакмиците кај нив дома е атмосферата, мислам дека у плейофов најжустра, затоа што овие ја збогатуваат многу Играчите. стариви играчи што играле на времето, на секоја утакмица се таму. Да. И го имаш Марбери, се диви, Кармело, Јуинг беше на прошлата. Ewings, Привел, Лери Џонсон, Џон Старкс. Сите. се. Јако е, стварно е јако. Многу јако да ги гледаш у први редови, се диват као они да играат. Да. И еден со друг ќе се најдат, па муабети, па хај-фајв, па тука скокаат се диват. Треба ли Јако. тука на Индијана страната малце да се префрлам? Заслужува брат критика малце тука Тајрис. Клучна, што викаш, ти сите се клучни, ама нигде го немаше во петата. Оваа за 3-2 сега што ја изгубија. За колку беше фален, и нема врска, заслужува. Знаеш, ама моторот на екипата треба да биде он, за да ги разигра и Сијакам и да му фрли топка на кажи го на Топин и на шутериве На Тарнер. и Тарнер исто, да. Он треба да е моторот, а некако го немаше нигде, а кога 30 разлика кога тепа дома, мафташе со раце, губете се од тука, бегајте Не може дома. да ме чува овој. Не може да ме чува. И Доро, и Едвардс имаше лоши партии овие три што ги изгубија, например. Имаше и од него моменти кај што исчезна скроз. ама он ми е некако, он па цело време ја влече екипата скорерски. Рачунај Денвер што тепаше оваа за 3-2, Едвард сам играше. Таа добро, да, ама првата што ја добија Денвер, Едвардс нигде го немаше, имаше испод 20. Да. И он сам кажа као излегов без енергија. Сам да кажам се дешава, али Халибуртон уште не е на нивото на Едвардс, ја мислам дека. Не бе брат, ама Халибуртон мене тоа што ми смета е сите го зборат као да ќе биде он the next big thing, а на него му фалат некои фундаментални ствари као нема никаков mid-range. Знаеш, не е доволно брз за blow by преку никого да направи, не е одбрана е сталка.
А мислам дека Одбрана е конус. Добро, мислам дека е експлозивен е, брат, како не пре блоубај. Абе сега правиме Него тоа муабет му за како играта Шеј, да пенетрира и да шутне тројка. ама па тоа. Ама скорерски, он само така никад нема да биде. Добро, он не може да биде фигурира. high volume скорер. Па дали онда ќе биде the next big thing? Он е плеймейкер баш. Он е дефиниција што треба да биде плеймейкер според мене. Па онда според мене тоа е Не може да биде што викаш ти у шампионска екипа прв играч, не може да биде. тоа ми е муабетот уствари. Да. И ја мислам дека околу него не можеш да направиш шампионска екипа. Да. Тука се слагаме. Добро, како и да е од овие екипи која ми да тепа оди на Тука иде и у прилог твојот муабет пред некој епизода за Индијана што не знаат што да играат у клач. Да. Која Халибуртон не ти е тој првиот што ќе ги решава работите и ти сега не знаеш. Факт е дека јас само што го кажав тоа, они вечерта дадоа у клач рандом кош, овој Немхард даде. Кој Да. памти како беше, знае колку рандом беше Немхард, тоа. да, Од го 9 оставаш. метара на крај на напад мораше да ја фрли и влезе. Тепа и имав поплаки од куќен совет да Скокаше у да се пецаца смира малце, да. Инаку ќе има санкции. Не. Не, добро, интересно е уни едно време така. Бостон ги потепаа Кливленд Фала неочекувано Богу, заврши се. тешко. Фала Богу. Една изгубија, на задњата се маче, Ал Хорфорд, драги гледачи, се врати во 2015 со 25-6 поена таму со 15 скока, Прави утакмица. со фрлање у публика да спасува топки Дојде ред Ал Хорфорд, Од ни таа екипа. Браун, ни Тейтум онака млако, дојде ред Биг Ал. Биг Ал да ги вади. Не знам, ја пак стојам на тоа дека комплетни кога се не би можел никој да ги тепа и Индијана и Вакви Нјујорк киксови со 4-1 Денвер, ќе вакви биде. киксови со Денвер и со Минесота нема да им се опраштаат, ја мислам дека. Да, не, во финале мислам Да се дека дозволат вакви утакмици као тие што ги изгубија и како оваа што ја тепа, ако ја тепа, пак Да. беше кикс. Со Денвер и со Минесота. тука бога ми, гледаш бе у пичку матери, изгледа некои играчи го немаат она, не се кучиња ни Тейтум не ни се, Браун. не се. И са на како се вика, на физички преиспозиции, на талент, Да. ете и ќе Ќе се ги прошетаат, ќе ги добијат, ама чим се мачиш ти со Кливленд, чим се мачиш таква ситуација, имаш такви, тоа во видеото го кажавме, нели, се менјаат Тейтум и Браун, кој кога ќе има лоша утакмица. Да. Едниот стално има лоша утакмица. Браун прошлата со 9 поена у 40 минути. Да, претходно па он ги вадеше, Тейтум го немаше. Не знам. Кај кучиња која сме и Лука и Кајри пример да влезат со нив у серија до 7, ја мислам дека у 7 ќе иде таа серија. Да. Ако се онака големи фаворити на хартија Бостон. Да. А со Денвер и Минесота стварно мислам дека Мада, еве, ајде, мора да кажеме, го нема Порзингис оваа серија, а баш ги пунеш, Мобли ги пунеше последнава. Маркус Морис ги пунеше последнава. Добро, Морис беше Па све Мобли. хитчекови беа, брат. Фрлаше тројки и све му влезе. Типот што не играше цела сезона, влезе у плейоф утакмица им дае 20 кош. Да. Ете, подсетување и за нас и за гледачите, кај игра Морис уствари, Да, дека игра во да. Кливленд. Другиот Морис у Далас игра, например. Да. TJ Warren Ако сте знаеш ли знаеле. кај игра? У Далас? Не. Не знам. Бабл, како беше? Да, Бабл Джордан. Бабл Джордан, TJ Warren игра у Минесота затоа што го видов на пренос. Иначе, од кај да знам. Немаше да кажам од 10 пати. Да, ете мало подсетување. И Пабло Приджони го видов у таварот на Легендата Минесота. на Никс. Асистент коуч. Абе, треба да направиме видео, знаеш што? Зашто го величаат Брансон толку во Њујорк? Сега ќе ти кажам зашто. Ајде да видиме. Гледај се. Затоа што во последните неколку години во Њујорк продефилираат на плеймейкерска позиција
следниви играчи. Значи прв плеймейкер во Нью Йорк со Кармело. Алонзо Триер, Хозе Калдерон, Алексеј Швед, Бен Удрих, Шейн Ларкин, Елфрид Пейтон посем него игра. Тони Даглас игра со него. Ленгстон Галоуей игра со него. Ленгстон Галоуей не е плей. Го направија да биде плей. И Тони Даглас не е плей и него го направија да биде плей. Джериан Грант, брат му на Джереми Грант. Тоа е куриозитет за тебе. Да. Рон Бейкер, белецот, го памтиш ли со косицата? Со долга косица малце така? Да, долга е така. Буцко малце. Буцко набилдан нешто с депас, што и да беше. Брат, кои се овие имиња бе? Крис Духон. Кои се овие Крис Духон е име за тие другите. Леле. И Пабло Приджони. И Пабло Приджони, што он беше асален да кажеш. Да. Не стварно се, па добро, да, Брансон име и тоа каков апгрейд на... Какви имиња е? За греото. Ова може рилче да направиме со сликиците. Све кој играл на плеймейкерска позиција во Нью Йорк. Друго што сакавме да збориме за гостувањето на Леброн Джеймс у Кливленд на утакмицата. Да, ајде уходај ги ако не знаат и со тоа да завршиме. Лебронскиот се избаци и тоа не на почеток на утакмица, него влегол мангупски која била почната утакмицата, за да го фатат сите камери дека влага. И у први редови на Кливленд на претходната утакмица со сопругата му гледа, ја проследија утакмицата, да, Рич Пол. Да. Ја проследија утакмицата уживо. И сега тоа не би било некоја голема вест ако Леброн не се наоѓа пред лето кај што може да одбие да го одбие договорот, има player option, има опција да излезе од договорот и да потпише со некоја друга екипа. И овој што го следи у чекор од NBA медија, Брайан Винхорст, вика исто во ова Леброн го има направено пред скоро 10 години, додека беше у Мајами, пред да се префрли у Кливленд, пред да се врати во Кливленд летото. Имало на Жидрина Силгаускас церемонија за повлекување на дрес и вика таму се појави Леброн со сопругата исто, со сликање со ова со она, со поздравување, со трибют видео и у октомври назад у Кливленд. И сега вика дали се повтора историјата, плюс друга работа, Брони Джеймс треба да влезе на драфт и сега игра... Што објективно, нели, не е за... Трк. Кој ќе го драфтат Брони? Брони Джеймс сам по себе апсолутно не е за влез во NBA. Дали? Апсолутно. Знаеш колку е? 6 поена по утакмица е он. Абе во добро, коледж. Ама многу хајп сега доби со неговиот ефорт на драфт комбайн, тие што им се вежбите и утакмиците. Не види, он стигнал да добие хајп само затоа што му е син на Леброн. Абе добро, да е таму, не знам, 12 тројки поред, па на таа утакмицата дал 12 поена. Чекај, дал 12 тројки на никој немало до него пуцал. Да, и ти како па имаш... ја имам 10 поред дајно, човече. И ја ли сум за на драфт комбайн? Па драги гледачи, пуштете линкот, ќе ви го ставиме у дескрипција. 52 од 100 тројки давам јас, 51 од 100. Па ти си никој која не ме чува. Ти си за Нью Йорк за стартна петорка. Па јас сум за една година 2,9 милиона договор. Да. 3 само без D сум јас. И без 3, ама не е битно. Минимален, да. Да. Не, значи ако не му беше син на Леброн, во никој случај немаше да влезе. Арно, ама сега Леброн си ги игра картите што може да си ги игра. Он вика, не јавно, нели, ама нели се знае тоа, екипата што би го драфтала Брони, може и он да отиде тамо. Ја не знам дали не јавно, ја мислам дека изречито он има кажано дека обавезно сакам да заиграм со син ми во екипа. И сега, за мене, тоа е многу лут потек да се направи. Треба да си или екипа што е на еден играч од освајање титула, па онда дојде да го наговориш за минималец или за нешто. Така, Брони, шо ќе... Кој му е интересот за син му ако иде у таква екипа што нема да влезе, пример, у игра? Ја мислам дека он поише гледа... Исто ти е. Брони нема да биде играч. На тоа се сведува све. Брони нема никада да биде играч. Ти викаш garbage time ќе добива само барем за нека влезе у екипа овој за овој да... од година две
да го осети. И патемете, нека тренира, нека прави исто како што би тренирал, што би правил и во Шарлот. И тоа ќе биде тоа. Добро, ја не го отпишувам дека нема да биде играч, не се знае нели што ќе се дешава. А другото сценарио кое е? Или у шампионска екипа? Да, или екипа што појма нема шо прави. Значи како што е тоа Феникс сега, зема го избркаат тренерот, си бркаат Да, тренери. тренерот го избркаа, човече. Последна Тоа ти е сезона. нестабилна организација, кај што играчот, стар плеерот А, овие на. Еве ти се, друг Да, тренер. Да. Врска нема Вогел, не од Со неуспехот на екипата. со неуспехот на екипата. Значи прво, донеси плеймейкер. Второ, Да. екипата направи што не ни може. Не може да се догради екипата. Таа е екипата. Добре, бе, да, за Феникс боревме, да не навлагаме за Феникс. Како и да е. Тоа е несериозна франшиза е тоа. Може и у Лейкерс да се испуни сценариот. Имаат и Лейкерс втора рунда пик, ништо чудно да ги наговори да го земат Брони у Лейкерс. И да остане. Видеќемо. Значи ти мислиш може би дека ова му е на него тактички потек. Па, Идам апсолутно сега ја тактички Кливленд ги потек. гледам да се крене фама едно Да, друго. да. Ја мислам дека ништо не е тука не е испланирано у потегов. Кидам ја ќе гледам утакмица, го заболе за Кливленд Бостон кој што ќе напри. Ај да отидам ја. Ќе има претумбаци. Сликни ме ти, ќе отидам у мислам дека Радовиш уште има екипа. Да ги гледам. Баскет нема, Дали Радовиш. хитчек ќе се префрлува во Радовиш, дали ќе клуб ќе прават таму едно друго. Тамнел таков ќе направи. Да. Драфтот Да, на драфтот прв пик добија Атланта. Со 3% шанса. На Детройт џабе им беше таа историски лоша сезона. Детройт исто, Сан Антонио, ја Вашингтон. сакав погоре да бидат. На Вашингтон исто. Индијана се лупна од нигде никаде, од надвор од 10 први екипи што може да добијат шанса за прв пик. Индијана да добие прв пик. Атланта, Вашингтон, Хјустон, Сан Антонио, Детройт се првите Детройт пет. пети пик имаат, човече. Со тој најлош скор увако. Ја не бев сигурен дека може да паднат на пети. Ја не вече, знам вече. како може да паднат до пето место. А Сан Антонио имаат и четврти и осми пик на овој драфт. Да, и четврти и осми се надевам дека ете ќе Тоа се два високи ќе паднат пикови што добри може. играчи, ете Вемби да биде и конкурентен од наредна сезона. Вајда ќе почнат да играат за да победат Сан Антонио. А дали ова сега што го добија првиот пик значи дека Атланта би можела да трейда некој од Треј Јанг и Маре? Сигурно, не знам. Значи ти очекуваш да трейдаат уствари. Очекувам, да. Или Маре или Трејанг да очекувам да си летово. Пошто време е, они им дадоа 2-3 години веќе и време е таа екипа да се растури. Абе, таа Ништо не прават, 10-то место се. Па за мене остатокот од екипата не го бива, не нив двајца. Аба добро, ако си иде еден, ќе се прави овакво сериозен. Ама ребилд треба да се направи ако почна да трейда. Не Ти може. викаш што првиот пик да идат на него, да се фокусираат. Другиве сите да ги мафнат. Така е Мада прв конвенционалната пик може логика. да биде тој еден французин, исто висок многу, Алекс Сар. Го гледав, 7-1 е висок на 18 години. Тоа е нешто као Чет Холмгрен у моментов. И исто има шутче, има техника. Може и ќе останат. Трејанг може ќе остане, да видиме Кеци петка, дали ќе имаме тука некоја игра, нека комбинација. Имаме поинтересни работи, плейофов е у жижата, не ми се збори за Трејанг сега. Добро, тоа што само го знаеме, Бостон е финале на исток, Да. па да видиме Седма разврска. утакмица Денвер у недела и овие се уште на 3-2 вечер има. Нью Йорк, утре вечер Далас. Go Knicks.
Добро, Ништо ко за крај, од претходната епизода што кажавме за мичките, еве ќе ви ги пуштиме тука да ги видите дизајните уште еднаш. Официјално може да примаме нарачки од ева тој момент, може да нарачувате на Инстаграм. Значи рековме маичка е 800 денари, 100% памук, дизајниве се уникатни, само наши, нема да ги најдете на друго место. Бели маички, нарачувајте, да речеме од 1 јуни натака, очекувајте дека можеме да ви ги доставиме. да ви ги доставиме, да си ги земат пред канцелариите на Хитчек. Тие што се од Ајва Тие може да што си се ги земат Од Скопје. или од Скопје. За другите градови ќе праќаме по правиме карго. со карго, да. Да. Може и ќе направите некоја фотка со овие двајца врвни подкастери. Да. Ако сакате. Исто заблагодарим се за текстовите што ги испратија и обавести да. ги за тој процес. Да, фала за текстовите. Мислам дека горе-доле вративме на сите што требаше да се врати. Тие што се земени во обзир ќе бидат накнадно исконтактирани моментално. Мислам дека можно Имаме потесен круг. имаме потесен круг, можно и посем плейофот да биде, ама битно знаеме што е како е, сега правиме за наредна сезона планови. Тоа е тоа. Добро, дечки, тоа е тоа. Се гледаме у некоја наредна епизода. Peace. Cheers.